оброкот на денот и времето кое што е предвидено во утринска на Телма токму за тоа. И кога сме кај оброкот на денот и кај оваа последна емисија од оваа трета сезона на утринска на Телма, вие знаете дека секојдневно голем број рецепти поминаа низ нашата кујна. За истите од нив можете да се потсетите, бидејќи сите ги имаме на нашата YouTube страна. Рецепти кои што ги ни ги направија нутриционистите, јавните личности, рецепти кои што ги правија и вештите жени кои што секоја сезона се заедно со нас. И некако традиционално со вештите жени и завршуваме. И токму затоа и денес во нашето студио или овде во нашата кујна имаме уште една вешта жена која што доаѓа за прв пат во утринска на Телма и ни доаѓа од Велес, а тоа е Цеца Србова. Добар ден за вас веќе, Цеца, и добро дојдовте во утринска на Телма. Добар ден, добар ве најдов. Баш ми е драго што ме поканивте во емисијата да учествувам и тоа на крајот на сезоната. Така е, да завршиме со вас сезоната, да презентираме уште една успешна вешта жена, со оглед на тоа што ќе го кажеме во продолжение за оние кои што не следат, за сите тие кои што обожуваат тестенини или поточно да кажеме домашни јуфки, домашна тарана, она кое се јаде во македонската кујна, а сакаме да биде квалитетно, а вие тоа го правите со вашите раце, поточно го правите сами. И еве ќе го забележи тоа нашата камера, дека навистина ни донесовте една тава подготвена со вкусни домашни јуфки, но ние тоа ќе го презентираме, се разбира, во следните минути како изгледа тој начин на подготовка, а ќе си направиме еден фин муабет за тоа како вие и вашето секојдневие тече во однос на подготвување на јуфките, порачките кои што ги имате во голем број, за сите оние кои што нели и со години ја следат вашата работа, а при тоа сакаат да каснат вкусни јуфки па и тарана. Да. Може да почнеме со ред. Вие овде ни донесовте и брашно и начинот на кој што тоа ќе го презентираме, но ајде да малку се вратиме наназад и кажеме од кога всушност почнавте да се занимавате со ова. Јас се занимавам уште многу одамна, а од 2018 сум во Вештите жени, учествувам во Вештите жени, бев победник за општински надпревар на град Велес, бев победник за главно јадење на Републичката вешта жена и имам и други награди исто во вешта жена, кога учествувам 3 години треба да се учествува. Сите 3 години имам добивано награди. Одлично, значи дека и таму е потврдено она кое што го правите спешно. И работам, сум хуманитарна, работам, помагам на повеќе семејства, помагам за деца во градот, хуманитарни акции кога се прават. И да кажам дека вештата жена заврши више. Значи, Републичката беше во мај. Нашата председателка Жана Стојановска. Да, поздрав Жана. Поздрав до низи, до сите вешти жени на Македонија, до мојата председателка на Велес Мирјана Трајковска и до сите што ме гледаат, до моите роднини, синови, снаи, внуки, внуци, комшиите, пријателите што ги имам низ цел свет. Голем поздрав до сите кои што ве знаат, ја знаат вашата работа, веројатно имаат пробано од ова кое што го правите. Имаат пробано и да кажам уште друго, значи се заврши Републичката вешта жена во мај. Етното Републичка вешта жена беше на 2 јуни. Се одржа во манастирот Јоаким Осоговски во Крива Паланка. Сите вешти жени што направија храна, блага, солени, парите што се продава, се собра парите, се дадоа на црквичето Богородица, хуманитарно, треба да се направи иконостас на таа црквичка. Значи, потоа продолжува на есен етното вешта жена, сите градови одржуваат етно вешта жена, сите пари што се собираат, одат за децата со посебни потреби. Значи, тоа ни е цел на сите вешти жени хуманитарно да ги дадеме парите за такви деца. Да, одлично, и тоа е за поздрав и ние тука сме зборували, се разбира, од септември или во нашата нова сезона повторно кога ќе започне една вешта жена, ќе имаме можност сето тоа да го презентираме во детали. Секоја чест и за вас, бидејќи вие тоа го правите и лично хуманитарно и вие очигледно немате време за доследување, како велиме, во овие денови или да речеме во третата доба од животот, туку едноставно дури не само со правење на јуфки и на тарани, ова за кое што денеска зборуваме, туку имате и уште едно
хоби, а тоа е плетење или рачни изработки, по-конкретно да кажеме, презентирани ни се тука. Јас не сакав да ги мешаме двете работи за да може да го фатиме сето тоа со ред, само ќе го споменам ова, а прво ќе ги презентираме, нели, ќе презентираме начинот на изработка, односно како се прави тарана, а потоа ќе позборуваме малку и за рачните изработки, па ќе имаме време. Ја друго да кажам и дека во Велес многу ми бараат ѓозлеме. Тоа е велешко ѓозлеме и го изработувам секоја година, кој ќе почне есента па до крајот додека да заврши зимото и пролета. Тоа е со свинско месо и со пастрма и е на Велес еко специјалитет. Исто кој велешката пита што е. Добро. Ѓозлеме или ѓомлезе? Ѓозлеме. А ѓомлезе е друго нешто? Ѓозлеме е друго, ѓомлезе е друго. А, добро. Значи ѓозлеме. Ѓозлеме. Добро. Се сука това, се редат кори, се става сирење, па месо сецкано од вечер, солено, направено и на крајот пак месо се става, коцки се сече, јас имам и слики. Само требаше тоа може би порано да ги дадеме за да ги кажете. И на крајот и пастрма се става и се пече и е многу вкусно и велешани многу го сакат и го прават. Одлично. Ние во едно издание или вака во едно ваше гостување можеби не можеме да презентираме се што правите, но затоа ќе имаме простор тоа да го направиме и во иднина. Се концентрираме на јувките и на тараната. Јас пред да започнеме вака во живо со разговор ве прашав како постигнувате и нели како изгледа вашето секојдневие, бидејќи ова е процес на подготовката на јувките, поточно тестото, нели, па потоа да се како оди чекор по чекор и сушењето и сите тие работи, но вие велите дека кога се работи за љубов и кога ќе се направи една добра организација, тогаш за се има време. Внуците ви се големи, имате време да се посветите на тоа кое што сакате да го правите, па ајде да видиме како изгледа тој процес. Ајде, еве сега вамо имаме брашно, јас во мала доза ќе го направам тоа, брашно и сол. Матиме сега моментално 2 јајца и млеко пресно. И сега ќе почнам да ги, овака ги правам. Ова може да си го направи и секој кој што сака дома, така? Да. Вака се тоа работи. Значи, се што е влажно тука на раците, тоа ќе се направат топчиња. Вака. Ставаме 2 јајца и млекото... сега, млекото отприлика од така од око? Од око јас сега го ставив, оти е многу малце брашно, иначе кога правам количински поголемо, ставам 10 јајца, ставам пола кило млеко и ставам 2 кила брашно и тоа сето се овака се прави. Вака видите како се прави тоа. Еве. После се прават топчиња, се Вие велите се правите сама, немате помош, а се работи за, да речеме, повеќе работа и количина, и тоа понекогаш веројатно и знае да изморува, но повторно се враќаме на дел каде велите, нели, организацијата е многу важна и кога ќе се фати со ред и дури кога има и повеќе нарачки, се стигнува на време. Се постигнува. Кој сака може да си постигне, ќе си го распредели времето, ќе си се одмори, па ќе си продолжи. Работам соленки порачки, работам торти, суви колачи, се што некој ќе ми побераме, знаат цел Велес и порачуваат, така да не е толку значи се можете, се можете да направите со план и распоред. Да, исто така, јас си многу сум помогнала. Пред 5-6 години дојдоа акцијашите од цела Југославија. Во Велес беа гости и тогаш направив многу работи, 30 кила брашно, го усукав, ѓозлемиња, сукано со сирење, со прас, имав направено тепси со благо и на крај торта роденденска за една од Босна пријателка, сега ми е многу јака пријателка. Браво, така се создаваат пријателствата кои што веројатно и се долготрени, а всушност и со вештите жени вие така и ги склопувате пријателствата. Да, и со вештите жени. И разменувањето на искуствата. Точно после одржување на етното, бевме на патување до Суто море, сите вешти жени и таму имавме 7 дена дружба, многу убава, со маскембали, со
убави работи, со смеи, со шали и така. Одлично. Многу Ви исполнува и Да. тоа го прави нели и животот квалитетен Да, или да. овие денови, овие години. Па еве од една ваша перспектива до сите оние повозрасни наши гледачи, кога зборуваме за активности во животот, дури и во пензионерските денови, за тоа колку е важно да бидеме насочени кон нешто кое што сакаме да го работиме, нели од душа, Да. и ни причинува задоволство, а не да бидеме насочени кон она кое што и актуелно Јас ни се само случува и нема позитивни бегање. работи. Позитивни Да. работи, кај мене јас сум бидејќи од Прличкови. Петре тоа исто да Прличко го ми е кажеме. чичко. И така ние сме сите така... Креативни души, така? Да, креативни души, весели, насмејани, Браво. се со такви шеги, така да многу народ ме познаваат и ме сакаат, ради тоа што сум многу позитивна. И тоа е важно во денешно време, а насмевката како составен дел од секојдневието, како и позитивната енергија. И веројатно и тука е тој и елан, па и да речеме енергија за Да, работа, да. за да може и да се подготвува Да. и да се нели прават овие рачни изработки. Уште малку ќе се задржиме на овој дел кај храната или кога зборуваме за јувките, за тараната, за тестенините генерално, кои што наоѓаат широка примена во менито наше секојдневно. Децата ги обожаваат, а веројатно сите ние се обидуваме да најдеме што подобри, поквалитетни домашни јувки и така, за да можеме да уживаме во тој вистински вкус. Сега разликата во однос на оние, па да речеме, купечки и овие кои што се домашни е голема, така? И тоа многу голема. Значи, еве, видовте, јас ставав само млеко и јајце, и јувката е, тараната е само млеко и јајце. Да. И колку да биде ситна, оно не се разварува, си ставаш, можеш да си ставиш и на рингла да си ја направиш, да ја потпржиш малце со масло или со маргарин, путер кој што сака. Ја обично на крајот го ставам путерот, ставам прво зејтин и може ли од хартијата? Да, се разбира. Еве, Ете, толку е тоа изработката. треба да ја ставиме тука да постелим или? Да. Ако треба поише ќе ми кажете, јас изгледам инструкциите. Домашно тарана до сега немам правено, но секогаш е добро нешто ново да се научи кога ќе си има време да колку се подготви. едноставно, Да, а убаво. да. Сето тоа ќе се изранда. Уште една хартија ставиме. Има ли некој во вашето семејство кој што ги наследува овие ваши, да речеме, таленти, вештини? Моментално Интерес се кон тоа? се уште никој не изразил. Е, така, може во да го кренеме. Добра. Е, така, тоа е целата работа за тараната. Да, откако тоа свиќе се... Сега го земаме рендето Добра. и сега овака. Значи, воа треба да биде така се добива, посуво значи. тесто, да не биде влажно. Е, овака веса и ова ќе си стои на, да речеме, малце ветерче, сонце ќе го фати, ќе се исуши, ќе стане тврда како Да, ваму оваа која што имаме веќе готова. готоват. Да. Е, вака само треба вака да биде разредена. И колку време треба да се суши? Па 2 дена. 2 дена, бидејќи оваа не е влажна. Некои ја месат, ја не ја месам. Ја правам вака посува. Некои ставаат и гриз, ја не ставам ни гриз, ни палента, ништо. Таката. Имате ли конкуренција во вештите жени со друга вешта жена која што исто прави јувки и тарана и ги подготвува на ваков начин? Не знам дали исто ги подготвуваат, бидејќи не сум прашала дали они прават јувки по порачка или не прават. Важно, јас од секогаш ме знаат и работам, ги правам Да. и ги бендисуваат многу. И која ви е препораката во комбинација со што да се зготви, да речеме, тараната? Најчесто знаеме дека ја јадеме во комбинација со сирење или Со сирење, јогуртче може да речеме со урдичка, Да. може со павлака, па може и со
джимиринки или нешто така свинско пржено. Значи, обично. и за комбинација може, со месо. Може на рингла да се прави, може тарана и јувки да се направат заедно, во релна кој јас што го направив овоа сега. И тоа ќе го прикажеме, нели како е подготвено. Тоа е подготвено за јадење. Да, точно. Ова треба да се суши и ова е процесот кој што нели може на хартија стави. Го правите. Сакав уште нешто да ве прашам, а тоа е за кога рековте дека сте и до сега сте биле победник на вештите жени. На надпреварите, кои се рецептите со кои што се представувавте? Вака сега, јас првата година се представив со торта правена со шамрони. Внатре беше со суви смокви, суво грозје, сецкани ореви и урми, печени кори и софилови. А втората торта ми беше срце во водопад во срце. И таа, а храната ми беше ролувано свинско месо, внатре имаше пилешко, мислам роловано исто големи шницли, потова имаше кашкавал, печурки, моркови, кисели краставичиња и завиткано во ролат. После тоа се печеше полека на неколку сати и кога го испеков, од згора му ставив кашкавал. Тоа било значи нешто совршено за вкусот, да не правиме моабет. Но вешта жена и изгледот е многу важен, така? Декорацијата и натре имаше печурки полнети, бомбици од мелено месо. Декорацијата има во телефонот, ама требаше тоа да се пред време. Ќе ги презентираме и сме ги презентирале на многу начини како тоа изгледа и колку всушност се креативни генерално сите вешти жени и тоа е една целина ако зборуваме за вкусот и за изгледот, но и на начинот на кој што се подготвува и ние сме веќе тука при крај со тараната која што ќе оставиме вака да се суши. Треба да се суши 2-3 дена и после во една пластична кутија си ја собираш и си стои на ринглата, можеш да во тенџерче да си ја запржиш малце, да си ставиш вода. Значи зависи. Ако ставиш 2 раци тарана, ќе ставиш уште 1,5 чаша вода. Врела вода. Значи се вари тоа, кој ќе си ја испие водата, скроз и она си е готова, се става парче маргаринче или путерче и слободно може да се јаде со сиренце, со јогурче, кетчап, кој што милува. Сега, она кое што сме го забележале кога, еве, ако зборуваме повторно за купичката и за оваа домашна тарана, кај купичката тарана постои и една покрупна форма, да речеме. Зошто е тоа така? Дали зависи од, значи, крајно кога тоа се подготвува, односно кога се ренда на некаков начин? Не, они на која работат, низ машини ја сечат. И затоа и се добива таа покрупна. Така е крупна, да. А оваа вака што е посува изработена, ваа видите колку е поситна и колку убаво се... Значи се вака, ќе си стои 2-3 дена и ќе си се исуши. Ама треба од време на време вака да се преборичкува, за да... Да не остане нешто неисушено, така? Да. Добра. Ете, тоа е. Обично кога ќе речеме домашна изработка на тарана и на јувки, ќе речеме, па тоа треба многу време, зашто кога можеме да си купиме, но очигледно можеме и ние покажавме во дело, може вака да си ги избришете рацете. Може 10 души да јадат. Да, и покажавме на дело дека всушност не е толку многу, да речеме, напорно или временски да одзема, со оглед на тоа што треба да одадеме време да се исуши, а потоа да уживаме во домашна тарана и гледаме дека нема никоја филозофија, она која што е важно, која треба да го имаме е желбата и волјата тоа да го направиме. Сега откако ја направивме тараната и видовме како изгледа сето тоа, ќе презентираме на самиот крај и она кое што меѓу другото напоредно со ова го правите во кое што уживате, а се разбира тоа се рачните изработки. Тука имаме едно како ќе го наречеме, како палтенце, како џемперче за детенце. Џемперче бебешко за девојченце со калчиња и на главчето стегач. Да, тоа е стегач на главчето, да. И овие се калчињата. Како топлинчиња. Да, имаме тука и
прстени за салфети, Да, и едно тоа е женско интересна идеја. фустанче, да. Да, ова е прстен за салфети, кој ќе сакаме да си ја декорираме масата во дома да. и да ги ставиме салфетите во натри, зависи, има тука 3 бои, 4. Можете и такви салфети да се стават. Тие се тука. Тоа е фустанче за девојченце и едно за тинејџерка, џамаданче ние го викаме тоа, да, џамаданче. Ова е само еден мал дел. И тука имаме за ранчиња, за ранчиња имаме привезоци. Децата обично носат на ранчињата привезоци. Да, и сакаат и уживаат, особено кога ќе видат така разнобојни, особено па и рачно изработени нели вакви или делови од гардероба или нешто кое што представува аксесорис или некој додаток. А вие донесовте и волна? Или како е конец? Свила. Свила, добро. Свила е. И сте почнале веќе со плетење, па ќе видиме како и на кој начин, еве и тоа кога сте тука да искористиме, па да ни покажете како изгледа. Само едно, добро. Ево вакаве. Сега тука се... Многумина кои што се занимаваат со вака рачни изработки, велат дека ова е некој начин на медитација. Да, покрај уметноста некој начин на медитација, смирување на умот. Да. Едноставно... Ја мислам дека мозокот ми се прочистува со плетењето и со другите работи што ги работам. И многу читам, дури и цртам. Цртам од и јас работе во порцеланка и со слободна рака. Цртав фигури, цртав чини за овошје, сервис за колачи и така да мислам дека многу работи ми лежат на срце. Значи, практично во вашиот живот целата работа која што сте имале е повторно преку уметноста или на такво изразување и се направено од вашите раце. Така. Ја ништо не сум купила до сега. Ни една торта не сум купила за внуците. Све е подготвено. Се од мене е сработено и така да... Бараат ли внуците вака да им сплетете по нешто? Па ја носев, мислам дека носев и фустан за на плажа, ама не знам од торбата дали го извадив. Да, не го извадивме за оглед на просторот кој што ги имаме тука, но го... Сакаат, имаат цната, има 11 блузи, плетени, многу убави. Одлично. Колку време треба да се сплете, например, да речеме едно вакво џамаданче? Па 2 дена, овој ќе го плетам. 2 дена. Па добро, и тоа не е многу со оглед на тоа што... Па добро, свилата е потешка за работа. Да. Потешка за работа, друго е со вуница, друго е со свила. Со вакви рачни изработки, дали негде се представувате? Па се имам представувано 2 пати во ликовен салон. Тогаш се организираше порано. Сега слаба работа, ништо не се такви работи нема низ градов. И има неколку, да речеме, базари кои што презентираат рачни изработки на многумина креативци. Барем од оние што ги гледаме во Скопје, но веројатно тоа е минимално во однос на тоа што се може да се понуди и што се имаме како и ова кое што вие денеска ни го презентиравте. И тука некаде ќе го привршиме нашиот разговор. Мене ми е задоволство што можевме на ваков начин да го прикажеме ова, да видиме како и на кој начин вие живеете и работите во Велес и дека навистина... Еве како изгледа тоа. Да, еве аплетката. Еве. Колку време треба да се научи ако некој изрази желба? И па сега, ако сака некој кој има воја тврда, ќе се научи брзо. Додека да почне прв пат да го сплете парцлето, овоја што е доле, и после плетовите се гледаат и по шема, има и на интернет да се видат и така да... Имате ли чувство дека овие нови генерации имаат интерес за вакво нешто? Не. Не им работат рацете, ама на телефоните? На телефоните, не. Така е, значи ова за жал, иако ете вака можеме да кажеме дека апсолутно е за поздрав и треба да се кажува и покажува и да се презентира, сепак жално е тоа што нема кој да го... Нема кој да продолжи. Да продолжи, да го наследи тоа, наречеме да го научи, па понатака и со подготовка се разбира да се
стекне со исто професионалност како вие, но тоа е тоа, живееме во едно такво време и верувам дека еден ваков начин, па и некој и да има желба, ќе може да го поттикнеме во слободно време да го прави и токму поради придобивките кои што се добиваат. И за нервите, и за движење на мускулите, и се развиваш, уствари мозокот го развиваш, не го оставаш да се замрзне. Да, или да се занимава со глупости. Цеца, многу ви благодарам за вашето гостување и за тоа што денес одвоивте време и дојдовте од Велес да бидете наша гостинка во оваа последна емисија на Утринска на Телма, поточно во оваа наша трета сезона. Сега се запознавме и тоа значи дека оставаме простор веќе следната сезона да сите овие работи кои што ги зборевме подетално ги презентираме и да ни подготвите уште нешто ново и вкусно, верувам. И мене ми беше чест што бев присутна, што ме поканивте, што учествував во емисијата. Поздрав до сите вас, до цела екипа.